Најавив гостин ќе биде професорот Александар Климовски. Добар ден, господине Климовски, благодарам што дојдовте. Добро вечер, благодарам за поканата. Слушнавме дел од експертските ставови. Едниот беше на еден од творците на уставот, професор Поповски, и професорката по уставно право Каракамишева. Вие доаѓате исто од правниот факултет во Скопје. Сега целата јавност е окупирана со толкувањето на тој фамозен член 90 од уставот. Единствено тој на некаков начин го засега прашањето за доделување на мандатот и за формирање на владата. Што според вас треба да се случи сега во ваков случај кога мандатарот не успеа да се договори за состав на владата? Очигледно е дека навистина животот, особено и овој политичкиот живот, е многу посложен, поширок од она што законот и уставот го нормира. И имаме ситуација кога ваква ситуација која што уставот не ја предвидел, имено постапката за доделување на мандат од страна на претседателот уредена во два члена од уставот, тоа се членот 84 кој што во рамките на надлежноста на претседателот го утврдува и доверувањето на мандатот за состав на влада. Особено член 90 кој што е многу претесен како што е овака напишан да ги опфати овие ситуации од политичкиот живот. Но Уставот, јавноста треба да знае дека содржи во себе императивни норми. Тоа што е напишано, тоа е. Нема толкување, особено не може да се толкува нешто што воопшто не е напишано во Уставот. Се работи за член 90 кој што и претходните... Извинете што ја прекинувам, може од режија да го пуштат телопот за гледачите да може да не следат и да знаат точно за што говориме. Да, значи, став прилика ја го земав интегрално член 90, каде што во став 1 утврдено дека претседателот на Република Македонија е должен во рок од 10 дена од конституирањето на собранието мандатот за состав на влада да го довери на кандидатот на партијата, односно партиите кои што имаат мнозинство во собранието, што дотука претседателот на државата господин Ѓорги Иванов тој и го стори. Став 2. Мандаторот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието му поднесува програма и го предлага составот на владата. Став 3. Владата по предлог на мандаторот врз основа на програмата избира собранието со мнозинство вкупниот. Значи ставот не дојдовме. Ставот до тоа не дојдовме и вака како што навестуваат случувањата, тешко дека ќе дојдеме. Значи мандатарот во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието не обезбеди влада, значи не го обезбеди потребното мнозинство со оглед на релациите и односите со дуи што настанаа. И во тој случај претседателот на државата му се врзани рацете едноставно сега. Значи се работи за механизам на клатно во овој случај. Значи претседателот на оваа партија го доби мандатот, но друг кандидат од таа партија може исто така да го добие мандатот, бидејќи таа освоила најголем број на пратеници во собранието, се исполнува условот во став 1 од член 90, кој што уставна рамка за доверувањето на мандатот. Значи, имаме ситуација кога претседателот на државата може во консултации со актуелниот мандатар господинот Никола Груевски да во разговор да се обидат да обезбедат доволно време за да се обезбеди можност да се собере тоа потребно парламентарно мнозинство, односно дуи да се произнесе уште еднаш, добро да размисли за својата одлука, за да може да се формира влада. Бидејќи во друг случај не може да се довери мандат на друг кандидат од друга политичка партија. Сето тоа би било произволно и би излегувало од уставната рамка. Значи, уште еднаш ќе ви кажам, уставните норми се норми од императивен карактер, од императивна природа. Тие наложуваат нешто и како да се направи. Се работи за член 90 од уставот кој што е претесен да опфати некои животни ситуации, сега на нас ни остава можност ние да ги толкуваме како сакаме, а не смееме тоа да го правиме. Секој толкување и секој решение надвор од ова што е утврдено во уставот би било спротивно уставот, бидејќи не е утврдено во уставот. Значи, може да се толкува нешто што е дел од уставот, дел од нормата, а не може да се толкува нешто како животна ситуација и да се внесе во веќе постоечка норма која што не ја регулира таа животна ситуација. Во тој случај ќе имаме
влегување во една инфлаторна противуставност. Како што говоревме за духот на рамковниот договор, веројатно сега говориме за духот на уставот. Сакам да ве прашам, господин Климовски, рековте дека председателот сега треба да изврши одредени консултации, дали треба да се брза со неговата одлука или можеби треба да изврши пошироки консултации па да види кој ќе обезбеди мнозинство од 61 пратеник, па дури потоа да го додели мандатот. Тој може да обезбеди консултации, мислам да ги обезбеди тие консултации со политичките партии. Меѓутоа, мандатот стои врзани му се рацете, не може да го довери на никој друг, освен на партијата која што добила мнозинство пратеници во собранието. Односно, најмногу коалицијата која што добила најмногу пратеници во собранието. Тука му се врзани рацете на председател. Тој не може да излезе од таа императивна уставна норма утврдена во член 90 став 2. Дел од аналитичарите и експертите се повикуваат на преседанот од 91 година или 92 чинам, кога ВМРО ДПМН го вратила исто така мандатот, па потоа председателот Глигоров му го доделил на Бранко, всушност прво на Петар Гошев како мандатар, а потоа Петар Гошев го вратил, па Бранко Црвенковски ја формирал владата. Ние не можеме да градиме, како да ви кажам, една правна држава врз база на противуставни преседани. Тоа што е некогаш било спротивно на уставот направено, не значи дека тоа ние треба да го поновуваме постојано. Тогаш ако некој не реагираше како што беше уставниот суд во тоа време, денеска можеби ако се оди на таа варијанта да реагира уставниот суд, па да ја поништи одлуката за доделување на мандат. Во тој случај ќе имаме голем проблем. Затоа ви кажувам, овдека председателот нема многу избор. Председателот може да обезбеди консултации, значи неформални разговори со представниците на политичките партии кои што се сопратеници во парламентот и нема многу избор околу тоа на кого повторно би го доверил мандатот. Мандатот може да го довери на онаа политичка партија која што има мнозинство, односно која што освоила најмногу пратеници во собранието, а тоа е согласно резултатите од изборите 2016 година, тоа е партијата ВМРО ДПМН. И тука нема простор за маневр. Се друго би било создавање на можност на диктатура на малцинството врз мнозинството. Како што се обидува, не се обидува, него во една таква ситуација западна Дуи да вршат едноставно де факто диктатура на едно малцинство врз мнозинството во државата. Значи, лошо е кога имаме диктатура на мнозинството врз малцинството, но уште полошо и потензично може да биде кога малцинството започне да врши диктатура врз мнозинството. Наместо да се иде на релаксирање на политичката криза, се иде на заострување на политичката криза во ваков случај. И тоа на начин кој што би излегол од уставната рамка. Значи, ајде еднаш го прекршија уставот со Пржинскиот договор. Ајде втор пат со законот за специјално обвинителство. Ова едноставно не може повеќе да се гази врз уставот. Може во иднина да се отворат одредени прашања за уставни промени, во смисла да се допрецизираат одредени норми, да се расшират за да ги опфатат оние ситуации во животот, во политичкиот живот, кои што дотогаш тие норми не ги предвиде и не ги уредуваа. Меѓутоа, да се толкува закон, односно устав, на ваков начин, да се измислува како онака од ракав дека втората партија по големина треба сега да го добие мандатот, па таа да се обидува да составува влада и така натаму. Каде тоа го пишува? Секој од нас утре заутре може да поднесе иницијатива за овакво противуставност на таа одлука на собранието за избор на тој тип на избор на влада. Затоа што доверувањето на мандатот е ригидна процедура. Таа е формално правна процедура утврдена во член 90. Член 90 е таков каков што е. И тој надвор од таа норма не може да се излезе. Единствено решение бидејќи ако остане Дуи тврд на овој став, да не коалицира со ВМРО ДПМН и така натаму, единствен излез од целава ситуација. Ако некој мисли добро на оваа држава, со тек на време е да се состане собранието со една точка на дневен ред, да се избере председател, да се распишат нови избори. Друг излез од оваа ситуација не постои. Ќе биде изложен и под ризик и тој што го добил мандатот, ќе биде изложен и председателот и под ризик ќе биде тој што го добил мандатот,
ако не е од кандидат од политичка партија која што добила мнозинство пратеници во собранието, односно најмногу пратеници во собранието, да ќе биде изложен на можност од поништување на таа одлука на Уставен суд. Господин Климовски, споменавте околу улогата на ДУИ, тие имаат практично двојно помалку гласови пратеници во однос на тоа што го има досега, но сепак поради комплексноста на ситуацијата се обидуваат максимално да искористат ситуацијата, затоа и нивните барања стана максималистички. Тие фактички се повикуваат досега за цело време на формирањето на владата на принципот на кој тие инсистира и кој беше воведен по нивно барање. Тоа е така наречениот мајски договор, според кој владата треба да ја формираат победниците во двата кампуси, во македонскиот и во албанскиот. Досега секогаш се говореше за победниците во албанскиот кампус, бидејќи ДУИ беше засегната. Сега сме во ситуација кога другиот дел од кампусот, односно македонскиот, може да се повика на овој договор. Колку тоа би било легитимно и колку тоа би можело да биде пречка за формирање на владата? Знаете што, кај албанците важи дека зборот држи. И дека тој мајски договор, кој што беше неформален договор и кој што ВМРО-ДПМНЕ често го практикуваше во неколку наврата и кога не мораше да го практикува, го практикуваше, дуи на овој начин малтене го поништи овој договор со вакво однесување. Не целосно, со тоа што следејќи ги изјавите од раководството на ДУИ дека се уште остануваат тие 5 варијанти, од кои што едната е повторно да се продолжат, нели, преговорите со ВМРО-ДПМНЕ и да се најде конечно заеднички јазик. Не е добро да се поништи мајскиот договор затоа што што сега беа ДУИ губитници на овие избори, со оглед на тоа дека падна, односно дека СДСМ им собра 50-60 илјади нивни гласачи, туку ќе биде губитник и во наредните избори, доколку не коалицира сега со победникот од, условно кажано, македонската страна. Затоа што демаскирана е веќе целата игра. Ние она што го говоревме и кој што многу колеги аналитичари и така натаму и од академската сфера и од деловниот свет говореа дека се работи за една игра за дестабилизација на државата, за кантонизација, федерализација и така натаму, се демаскирана е. Демаскирана е целава, да речеме, игранка што се подготвуваше од страна на СДСМ. Народот исто тоа го виде на дело. Ја не можам да сватам како би можел СДСМ да коалицира со ДУИ во една ваква ситуација. Нивната коалиција би била едноставно неприродна. Бидејќи воопшто СДСМ не ја одразува волјата на мнозинството македонски гласачи. Пазете, тие освојува 30.000 гласачи, меѓутоа во рамките на тие гласови имате 50-60-70.000 од 50 до 70.000 албански гласови. Овдека во македонскиот кампус имате 455.000 од македонски гласачи. Природно е таа коалиција да постои понатака. Што ќе биде демаскирана играта во едни нови наредни избори? Ја убедувам дека СДСМ ќе падне од 430 на околу 330-100.000 гласови подоле. Дали како тогаш ВМРО ќе има можност или сам да формира влада или со некоја помала албанска партија и да не ја земе ДУИ во владата. Се работи за принцип. Еднаш кога ќе се договориш за една таква работа и кога ќе се исполнат правните и фактичките предпоставки за реализација на таа работа треба да се реализира во иднина, кога веќе давала резултати во минатото. Ние немавме некои поголеми тензии од меѓуетнички карактер во овој период, токму заради тоа што во владата седеа репрезенти од албанскиот вакво етникум и македонците, репрезентативната партија на македонците. Овдека како на што ќе изгледа во иднина, хипотетички ви кажувам, независно од формалната процедура на уставот што би била прекршена. Како би изгледала таа влада? Кого ќе представува таа влада? Каква ќе биде таа нивна програма? На што ќе биде таа програма базирана? На федерализација, на кантонизација, на двојазичност? На што би била? Затоа што ги знаеме ние барањата, односно ветувањата на господинот Заев. Двојазичност, кантонизација. Кантонизација е чекор до федерализација, ако гласачите, односно ако гледачите не сваќаат што значи кантонизација. Чекор до федерализација. Заев се уште не се произнесува околу албанската платформа и денеска беше запрашано новинарите
дали за него се прифатливи тие точки таму што се неколку се наредени, не можеме да влегуваме детално во сите. Тој останува на ставот дека прво ќе почека да го добие мандатот од претседателот Иванов. Тој смета дека треба да го добие мандатот, па потоа да се изјасни околу албанска платформа. Дали според вас во неа има нешто спорно, нешто што може да го наруши унитарниот карактер на Република Македонија? Значи, господинот Заев, ако очекува да биде нов мандатар, ќе треба уште еднаш да излезе на избори да добие најголем број пратеници во собранието. Тоа треба него да му биде јасно, дека тоа не е мое било кое нечие друго барање, тоа е барање кој што го предвидува уставот. Дека мандат се дава на онаа политичка партија која што ќе има најмногу пратеници во собранието. Точка. Бидејќи тој нема највеќе пратеници во собрание, има помалку од победникот на овие избори, не е победник практично на овие избори. Во тој случај нема што да очекува да добие мандат. И би било противуставно претседателот Ѓорги Иванов да му го довери него мандатот да составува влада. Ме прашавте за платформата на албанците. Платформата на албанците едноставно произлезе од кога веќе беа познати резултатите. Ако се сеќавате. Што заврши изборите, резултатите беа познати, точно се знаеше кој колку доби, каков сооднос на сили има во тоа собрание. И таа платформа едноставно во себе содржи центрифугални сили. Значи, не сили за да се обединат повеќе политички партии и партии од македонскиот блок, туку да се разединат. Едноставно никој не може. Ја не верувам дека било кој разумен во СДСМ би се нафатил да влезе во коалиција со ДУИ, да формира влада, под хипотетичка претпоставка да се прекрши уставот, да формира влада и да ги испорача барањата кои што се утврдени во платформата на албанските партии. Прво, тие барања, па и тие ветувања кои што Зона Заев ги даваше на изборите, не може да се реализираат бидејќи уставот тоа го забранува. Уставот ја утврдува Република Македонија како унитарна држава. Вие за да ја кантонизирате и да понатаму ја федерализирате, ви е потребно да го промените уставот. Како ќе го промените уставот ако немате 2/3 во собранието? За тоа вие се 81 пратеник. Тие да заедно сите албански партии да се обединат околу СДСМ, тие имаат 63-4 пратеници. Не може да се реализира тоа барање. Така. Второто барање е да се воведе двојазичност на цела територија. Односно да се определи албанскиот јазик како службен јазик на целата територија, како што и македонскиот. Исто и тоа не може да се направи, бидејќи и тоа е уставно правна материја и за тоа се бара промена на уставот, кој што повторно ви кажам, ви се потребни 81 пратеник. Едноставно се работи за неколку барања кои што едноставно не може да се исполнат. И во тие преговори со било кого, со Али Ахмети, кога ќе му ги стави на маса тие барања, едноставно не може да се реализираат. Едноставно ги бута политичките партии, ги трга политичките партии од себе, не сакајќи да формира влада во таква ситуација, со никого. Тоа е идејата, ако се инсистира на реализација на целата платформа. Не знам што е поентата околу таа платформа, дали да ги зајакне позициите во својот избирачки кампус, кој што СДСМ навлезе во тој избирачки кампус и сериозно му ги разниша позициите на таа партија на ДУИ, па да се представи како партија која што се грижи за националните интереси на албанците таму повторно, дека е единствена политичка партија што би се грижала силно да ги реализира нивните интереси, или едноставно дали сакаше Еди Рама пак да се постави како да се представи во јавноста како фактор во регионот, па по негов пример и Хашим Тачи дигна два прста, па и он ги организираше да се соберат во Приштина, по примерот во Тирана, и тој да се представи пред меѓународниот фактор како фактор тука во регионот и како главен албански играч, навистина не ми јасно. Меѓутоа се работи за платформа која што едноставно е неспроведлива. Едноставно не може да се оствари, неостварлива е со оглед на огромен број на ограничувања кои што постојат во уставот. А за промена на устав ви се потребни 2/3. Што мислите, зошто Заев се уште не се произнесува? Ја не знам што му е тактиката на Заев, меѓутоа зашто да се произнесе? За албанската платформа. Нема зашто да се произнесе тој за албанската платформа.
Тој беше носител на албанската платформа во изборите. Тој Тоа ветуваше сега избегнува да двојазично. одговори да каже прифатливо е тоа, не е Не, прифатливо. он го чекува Само мандатот. имаше еден став од Денеска после долго време го видовме вака во политичкиот живот. Често пати го гледавме ни судски лабиринти, сега го гледаме во политичкиот живот. И го бара мандатот. Он може да го добие мандатот, да. Меѓутоа, по новите избори, кои што треба да се спроведат, по распуштањето на ова собрание, доколку победникот на оваа партија не формира влада и не е учесник во таа влада. Господине Климовски, да сублимираме уште еднаш, значи вашиот став е дека претседателот Иванов има практично врзани раце според членот 90, треба или да го додели повторно мандатот на ВМРО ДПМН или пак да се состане собранието и да распише нови избори. Секое друго решение е противуставно. Тоа е мојот став. Впрочем, ја го читам уставот таков каков што е. Ја го читам тоа кое што во член 84 и член 90 во уставот е напишано. Уставот се чита и се практикува така како што е напишано. Ако земеме ние да си го толкуваме, да кажуваме па чекајте, може да се соберат потписи од 61 пратеник, па да му се достават на Иванов, која е гаранцијата дека некој од потписите не е фалсификат? И која е гаранција дека некој се потпишал, па преку ноќ се предомислил и утре нема да гласа во собранието за таа влада? Мислам, се знае која е процедурата. Процедурата е строго формално правна, утврдена, постои уставна рамка за тоа, која што е составена од императивни норми и мислам дека претседателот колку и да сака да го даде мандатот на еден или на друг или на трети на пет, не е во состојба тоа да го направи, не е во можност, бидејќи уставот му ги врзува него рацете само со доверувањето на мандатот на еден кандидат, тоест на кандидатот на онаа политичка партија која што освоила најмногу пратеници на овие избори. Господине Климовски, благодарам што бевте наш гост. Благодарам и на вас.